Петмина Штипјани се годинашниве добитници на највисокото општинско признание 8 ноември. Владко Костов за воредни залагања, високиот професионализам и даден придонес во развојот на спортот и неговата афирмација, магистер Ивана Ѓурѓевиќ Јанков за даден придонес во промовирање и афирмирање на Штип и културата на хорско пеење преку градскиот хор во Штип, Александар Арсовски за воредни залагања во сферата на хуманитарната работа и обезбедување донации во здравството, Горан Трајков за исклучителниот придонес во промовирање на правата на работниците во кожарско-текстилната струка преку ангажманот во Сдруженијето на граѓани Гласно Штип и Зоран Илиев за даден придонес во развојот на музичката култура и афирмацијата на македонската забавна песна. Соопштувањето на добитниците оваа година не помина без политичка реакција. Од ВМРО ДПМН излегува со обвинување дека еден од добитниците всушност бил истурен партиски активист на СДСМ, со што според нив и го заслужил признанието. Штипската јавност изминативе години е сведок на деструктивното и девијантно однесување на Горан Трајков, кое се манифестираше преку протести, уништување на имот од јавен интерес, говор на одмраза и поттикнување за нарушување на јавниот ред и мир. Ова лице, платено од Сорос, манипулираше со работниците во текстилната и кожарската индустрија во нашиот град. Ги манипулираше граѓаните од нашиот град дека ќе издействува намалување на електричната енергија, која беше без успех, за на крај да стане слеп послушник на политиките на СДС. Инаку имињата на добитниците се изгласани вчера на првата седница на Советот на општина Штип и за нив гласаа мнозинството советници. Наградите ќе им бидат доделени утре на свечена седница, како дел од одбележувањето на Денот на градот. Во рамките на одбележувањето оваа година е интересно да споменеме дека за прв пат ја реализираме и манифестацијата во чест на празникот, средба со децата со посебни потреби, градоначалникот и една забавна програма која годинава ќе се реализира на 10 во петок на платото пред ректоратот во Ново село. Инаку признанието 8 ноември се доделува секоја година на физички и правни лица за особени постигнувања и придонес во афирмацијата и развојот на градот во областите стопанство, наука, уметност, образование, култура, спорт, хуманост и слично. Секоја петта година пак се доделува наградата 8 ноември како највисока општинска награда за исклучителни достигнувања и придонес во развојот на градот.